Што беше оправдано присутни? Некои ќе речат списание, некои ќе речат телевизиски проект. Што и да речите, нема да сгрешите. Тоа беше во двата формати. Оправдано присутни беше списание во собственост на пренешната телевизија А1. Се појавува во 2004 година под името Голем одмор, а потоа во 2005 година е под името Оправдано присутни. Што имаше во списание? Во списание имаше вицеви, игри, стрипови, информации за песни, филмови, информации од македонскиот и светскиот шоубиз. Секој број на списанието доаѓаше со аудио цедиња, со приказни и песни од поточиња, а потоа со цедиња од анимирани филмови Покемон, Нинджа Желки, Драгон Бол и некои други. Еве 3 цедиња сочувани од мојата колекција. Еве некои цедиња сказни од целиот свет, кои што ги има од прв дел па се до 26 дел. Приказни Цитар Пеот, Стале Попов, Джани Родари, приказни по телефон, македонски народни сказни. Овие 29 изданија кои што ги погледнавте, сите се од 2005 година. Еве како изгледаат цедињата од Нинджата Желки и Драгон Бол, а еве едно цеде како изгледаше Покемон. Реков дека беше и телевизиски проект. Па ајде да видиме инсерт од таа емисија. Пронајдов на YouTube. Ова беше посебен ден за децата члenoви на детската амбасада Меѓаши. Тие завршија со своите активности. По тој повод организираа завршна приредба која ја поврзаа со 12 јуни, меѓународниот ден против злоупотреба на детскиот труд. Што работат и какви работилници посетуваат, нека ви кажат самите. Ната 2007-2008 година детските работилници на првата детска амбасада во светот Меѓаши ги посетуваа 110 деца. Тоа во следниве работилници. Работилница по англиски, германски, албански и француски јазик. По информатика, математика, ликовна, применет уметност и оригами. Заборев да спомнам дека цедињата кои што беа со анимираните серии беа на македонски јазик, односно со синхронизациите кои што ги имаше правено А1 телевизија. Последниот број на ова списание излегол во јули 2007 година.